председателе. Она што денес го гледаме тука и на што јавноста може да посведочи е класично кршење на деловникот на ова собрание, класична злоупотреба на пратениците и за жал класична злоупотреба на вашата работа како председател на ова собрание, но сепак ние се навикнавме некако на оваа работа, а вие понатаму продолжувате да го правите истото. Го користам моето деловничко право, согласно деловникот, согласно член 70 став 3, барам повлекување на точката 2 од дневниот ред. Се работи за точка за предлози за уставни судии, за која што веќе е запознаена цела македонска јавност. Се работи за фалсификување, за насилно поднесување на предлог без деловничко право од страна на председателката на комисијата за прашањата од избори и именувања до собранието. Се работи за материјал кој што е од незавршена седница, од неразгледана седница, на која што се уште се работи, и при тоа без никаков извештај до пленумот се поднесува предлог кој што е навистина срамно што е дел од работата на ова собрание и на кој е подпишана почитуваната председателка на Комисијата за прашање на избори и именувања, и сигурен сум дека ова не е нејзина намера, затоа што разговаравме за оваа работа и председателката сакаше да ја заврши комисијата до крај, но очигледно стигнаа нарачките од Бихачка и требаше пријателката на Зоран Заев, на Вице Заев, на Десковска и на Филипче да влезе во Уставниот суд, да стане уставен судија. Кога се работи за нарачка од Бихачка и од Зоран Заев, тогаш се кршат правила, се крши деловник и се кршат закони. Како што кажав, предлогот е неделовнички, предлогот е неуставен и со него се крши процедурата и се ограничува правото на пратениците да расправаат во комисијата. Се поднесува овој предлог по незавршена комисија за прашање на избори и именувања и јавноста треба да знае дека се работи за класичен фалсификат. Се кршат неколку членови од деловникот и можам да кажам слободно дека председателката на комисијата за прашања и именувања има голема одговорност во оваа работа и сметам дека не требаше да припати едно вакво неделовничко однесување. Ние цело време апелиравме да се води сметка за почитување на процедурата, но се гледа и овој пат дека насилничкото однесување на власта продолжува и понатаму. Благодарам.